македонски народе, срамно е што после 30 години самостојност ниту една гарнитура во Македонија не најде за сходно да дефинира национални и државни интереси и се работеше на штета на македонскиот народ. Затоа, ние денес ставивме на хартија еден појдовен документ кој што не е затворен и кој што може да се проширува. Но за нас следните точки се од витална важност за државните и националните интереси на македонецот. Прво, ќе ги поништиме сите штетни договори предходно споменати, за кои што македонскиот народ не само што не даде пристанок, туку се спротистави. Нашето име било и ќе остане Република Македонија, никогаш северна. Понатаму, ќе ја вратиме преку Уставот унитарноста на државата и сувереноста на државата така грубо изигрувана. Ќе имаме историја базирана на наука, а не на политика, би рекла политиканство. Понатаму, ќе ги заштитиме сите наши национални, материјални и нематеријални богатства. Македонскиот јазик беше и ќе остане единствениот официјален јазик на целата територија на Република Македонија. Сите други малцински јазици ќе имаат толку права колку што има по разните светски конвенции за малцински права. Понатаму, ќе се обидеме и знам дека ќе успееме да создадеме еднаш за секогаш македонска нација, зад која што ќе застанат сите кои што живеат во оваа наша држава и се лојални на истата. Системски ќе ја спречиме корупцијата, бидејќи сме свесни дека од корупција стигнавме до оваа ситуација во која што сме. Ќе создаваме силна национална економија, базирана на мали и средни предпријатија. Сето тоа ќе се овозможи ако имаме единствено, силно и строго образование. Ќе направиме стратегија за вработување на младите, но и стратегија за враќање на оние кои што ја напуштија нашата држава. Со иселеништвото, со така наречената диаспора, јас не го сакам овој термин, со нашите македонци ќе станеме едно. Нема само да соработуваме, туку ќе се интегрираме преку разни форми. Ќе формираме институт за геостратешки политики со врвни научни имиња. Никогаш нема да дозволиме да се вози оваа држава на еден колосек кој што е слеп. Ќе ги отвориме очите за нашите интереси. Пријатели имаме и ќе ги имаме допрва. Ќе овозможиме енергетска независност и комплетна стабилност на системот. Понатаму, дел од оваа стратегија и расчистување со криминалната приватизација. Како што реков, ова се точки кои што се од витална важност да изградиме една модерна, нова Македонија, каде што македонецот ќе си го има своето достоинствено централно место. Да живее Република Македонија!